Наш денешен гостин е Елвир Садиковиќ, попознат како Вили. Вили инаку е туристички водич, а воедно и подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Вили, добро утро. Добро утро. Наш чест гостин на иста горе-долу тема, а денес ќе видиме дали нешто се подобрило во поглед на она слика, туристичка слика на Македонија. Тоа е целта, да се унапредиме, да се подобрат работите на кои што вие како асоциација постојано апелирате и алармирате. Ајде вака да започнеме таа туристичка слика на Македонија со тоа што му се случува на еден турист кога ќе влезе во Македонија. Значи, почнувајќи од граничните премини, да речеме. Што доживува тој таму? Уште еднаш добро утро вам и на гледачите на Алфа телевизија. Искра секогаш убаво и пријатно се осеќаме во вашето студио. Токму така, како што кажавте. При влезот во територија на нашава држава, огледалото на нашата држава и првиот впечаток кој што го добиваат странските туристи се граничните премини. Повеќе пати не се случува да ги дочекуваме туристите на Скопскиот аеродром, меѓутоа некогаш, току и повеќе пати, имаме групи кои што во соседна држава ги дочекуваме и влегуваме заедно со туристичката група на територија на нашата држава. Огледалото првото се нашите гранични премини, кои што за жал некаде се средени, некаде не се средени. Зелените површини не се одржуваат, значи неискосени тревници, нефункционални тоалети, неодржување на самите гранични премини, а секако и дека она најбитно, кој ќе ја кренеме главата, државното знаме некогаш е искинато, а некогаш е прљаво, што не би требало да биде, бидејќи тоа е едно обележје, еден символ на државата, на нашата држава Република Македонија. Така да, обично кога влагаме, таа е гледката со која што се соочуваме на граничните премини. Значи тешка е љубов на прв поглед со Македонија кога ќе се премине границата, така. Да. Што е со вториот поглед? Значи ја преминуваат границата и треба да се стигне некаде. Така има дестинација, може ли лесно да ја најдат во смисла какви ни се патоказите, како е одбележувањето? Патоказите можам да кажам дека во минативе неколку години некаде се присутни, некаде не се присутни. Меѓутоа, факт е, и самите гледачи и сите тие кои што патуваат, може да видат дека навистина фалат повеќе патокази и обележја, а тие обележја, знаете, обележуваат место, дестинација, град, село, некоја си археолошка локалитет, меѓутоа сметаме како Македонска асоциација дека и порано апелиравме, сега апелираме, значи да се обноват тие обележја, ознаки, патокази, бидејќи поголемиот дел на странските туристи кои доаѓаат, секако и странските групи, меѓутоа имаме индивидуалци, обично се упатуваат сами. Значи дали преку навигација, дали преку таа туристичка мапа на нашата држава, и повеќе пати сме апелирале, се наоѓаат во лоша состојба, меѓутоа се надеваме дека во идниот период и тоа ќе се среди, за да можат и странските гости, не само странските, дури и нашите домашни гости да стасат до некоја дестинација која што ја посакуваат. Вили, бидејќи во првиот дел од емисијата имавме тема за нашето културно наследство, за грижата, односно не грижата. Меѓу другото, еден гледач спомена, да речеме, конкретно Кокино го спомена, дека е тешко да се најде за наши граѓани, дека полесно да се промаши отколку да се пронајде. Има ли многу такви културни знаменитости кои што... Има многу, секако во кажал гледачот, Кокино е препуштено. Кокино само има една табла која што означува, меѓутоа самото место кое што навистина е едно импозантно место. Се да не навлегуваме многу во објаснувањето на самото место и значењето, знаеме колку е големо значење на тоа место, како културно-историско наследство, значи културно-историски споменик, можам да кажам, треба повеќе да биде обележан, значи да има повеќе патокази, значи самиот пристап да биде поорганизиран,
Значи не само за странски туристички групи, туку идете и за домашните гости. Меѓутоа, ево повторно ќе кажам, се надеваме дека со создавањето на новото Министерство за култура и туризам, значи во идниот период, самиот министер и самото министерство ќе преземат сите действија и активности за да се подобри оваа состојба, која што за жал ја наследивме во минативе 7 години. Токму затоа си тука, ете, преку твоето и вашето искуство да изнесеш што е потребно и неопходно. Меѓу другото, нешто што немам забележено, коригираме ако сум грешка, ти секако повеќе знаеш, има ли кај нас информативни центри? Да си дојде турист и да си праша добар... Во минатиот период имаше, меѓутоа сега тие туристичко-информативни центри се запуштени, затворени се, препуштени се на времето. Ние повеќе пати како Македонска асоциација апелиравме до градот Скопје да се преземат активности за да се, ако можеме да кажеме, освежат или да се изврши, значи, санација на тие објекти кои што постојат во централното градско подрачје, меѓутоа за жал се затворени. Тоа беа културно, односно туристички информативни центри каде што странските гости можеа покрај мапите и останативе брошури за градот Скопје, па дури можеа да земат и некој сувенир или некој сувенир од градот Скопје. Значи тоа беа навистина убави информативни центри, беа поставени со намена за таа намена за странските туристички гости, меѓутоа кажав, изгубивме драгоцено време во минативе 7 години, неажурноста, неработењето, неорганизираноста на институциите, односно на, пак ќе кажам, дека и тие информативни центри спаѓаат под градот Скопје, значи се запуштени, препуштени на време, така да денеска имаме странски туристи кои што сами се снаоѓаат или ете на Скопскиот аеродром, доколку може да најдат некоја мапа повеќе, ќе се снајдат, ќе земат или ќе купат некаде, за да можат евентуално да се снајдат во градот Скопје, значи да ги посетат тие можеме да кажеме културно-историски споменици. Но не дека само сме изгубили, напротив сме добиле, а тоа се негативни критики по социјалните мрежи, односно тоа се оние информации што ги добиваат туристите пред да дојдат во Македонија, ако воопшто се одлучат да дојдат. Меѓу другото, ти ми спомена дека има многу совети, препораки да се заобиколи Македонија. Да, за жал, јас таа информација видов пред некој ден, не знам на која телевизија, на вашата телевизија не беше, меѓутоа беше информација во која странските туристи заради нечистотијата, заради неорганизираноста и состојбата во која се наоѓаме, обично препорачуваат да се заобиколи Македонија, значи посебно во градот Скопје, што е, можам да кажам, еден катастрофален пораз и за нас во туристичкиот сектор, а пред се за градот Скопје, а и за институциите за државата. Не е прв пат дека се соочуваме со вакви критики. Ние имаме критики, значи, веќе скоро, значи 10 години, можам да кажам. Уште од со самата, значи, промена на, ако можам да кажам, на минатата власт, самите гледачи и самите странски гости кои што доаѓаа, биле и повторно доаѓаат, се чудовидени од нехигиената, од значи неорганизираноста, од запуштеноста на градот Скопје и таа нарушена туристичка слика која што ние секогаш повеќе пати во вашата телевизија и во другите телевизии тоа го кажуваме и апелиравме до институциите, до градот Скопје, до јавните предпријатија да превземат мерки за да се подобри таа состојба. Вили, јас предлагам вака со оглед на тоа што ни донесе фотографии, иако се ова, да речеме, ситуации, слики кои што ние секојдневно ги гледаме, но сега ќе ги гледаме преку твојата камера, односно преку очите на туристите. Всушност, значи, шетајќи ги нив, правејќи ги твоите тури, да видиме што точно гледаат туристите. Ето, првата слика, нашите гледачи може да видат камениот мост, културно-историски споменик, кој што е еден од најпечатливите, можам да кажам, од отоманскиот период, покрај самиот напис за Карпашовото востание во 1689 година. Покриене всушност сега. Да, покриене, имаме, значи, питачи, имаме свирачи, кои што ја нарушуваат и глетката на самиот мост, ја нарушуваат, значи, и можам да кажам атмосферата. Обично ние кога поминуваме со странски туристички групи, обично објаснуваме, значи, за
историјатот на самиот културно-историски споменик. Меѓутоа, се повеќе ги имаме. Ова се слики и од странски туристи кои што били индивидуалци, меѓутоа се и слики од нашите колеги. Значи, ние ги детектиравме повеќе вакви точки, можем да кажем во централното градско подрачје, и секако дека алармиравме да институциите да преземат мерки. Ова е толку запуштено што не знам што е. Ова е од Калето, значи, да не беше од Калето, ова исто така слики од нашиот колега или нашата колешка, можеме да кажеме. Значи, Калето, нормално дека сиките се некаде направени во јули месец, меѓутоа сезоната не започнува искра во јули, туку некаде започнува и порано во март, па дури и февруари веќе имаме посета на групи. Запуштено, неосветлено, неискосено, сега може би е подобрена состојбата, не можеме затоа што, едноставно ќе кажеме, ние не ги носиме веќе луѓето на Кале горе, затоа што беше обраснато, имаше змии, имаше гуштери, и видите во таква една состојба, тешко е да се појде. Ова се слики од Матка, кањон Матка, значи нечистотија, Пченка, нечистотија, слики од кањонот Матка. Кањонот Матка е еден од најубавите кањони не само во Балканот, туку во Европа. Значи, еден природен споменик кој што ние треба со должна почит да чуваме и да водиме сметка, меѓутоа, колку е до свеста на граѓаните, толку е и до неработењето на јавните предпријатија. Ова исто таму е? Да, исто таму е од кањон Матка. Исто ова слика е направена во средината на месецот јули. Значи, замислете кога имаме најголема фреквенција исто така на странски гости. И ова гледка, за жал, катастрофална, ние моравме да поминуваме покрај, значи, овој смет ѓубриште, и дали да тонеме во ѓубре искра или да тонеме во срамот пред странските туристички групи, бидејќи секогаш ќе не праша што е проблемот, што е, не можеме веќе да наоѓаме објаснувања или оправдувања. Обично, на шала на шега, еден странски гостин кога беше дел од туристичка група ми вика, па вили, може би вика заради тоа што камионот не може да стаса, вика, може би заради непристапноста на теренот. Вика, јас ќе ве сватам. Мислам до тамо... Затоа што се културни, па да не културни се стават во неизгодна ситуација. Да, меѓутоа имавме ситуации каде што имаше и реакции од странските гости, кои кажуваат дека стварно тонете во ѓубре и Скопје не е она што беше. Сега, јас бев пред неколку дена кањон Матка, сега е чистено, меѓутоа не смееме да дозволиме да имаме вакви гледки. Да, не може сега, па за 2 недели не чисто, пак ви да предвидувате не смееме да дозволиме кога е чисто, точно. кога нема да е чисто. Не смееме да дозволиме искра да имаме вакви гледки, бидејќи Скопје е убав град, Скопје има богато културно-историско минато, богато културно-историско наследство, се што треба да направат градските татковци, да ги засокат ракавите, да смогнат сили, да го исчистат градот, да го осветлат градот, да се го одржуваат културно-историските споменици, да ни го вратат сјајот на градот Скопје како што беше пред 7 или 8 години. Зашто е ова состојба и зашто се случува ова? Е резултат на нефункционирањето на институциите. Значи, сето ова во минативе 7 години е направено. Да се одржуваше тековно, значи да имаше некој тековен план, значи за одржување на централното градско подрачје. Значи ние имаме ситуација кај што културно-историските споменици и скулптурите значи се тотално зарѓосани. Значи надписите се украдени. Зашто се открадени? Знаеме од мостот на цивилизација, неколку пати поминуваме. Значи имаме гости кои што доаѓале пред 7-8 години и имаат дури и слики. Навечер Скопје позатно изгледало. Сега ви имате неосветлен град, имате неосветлен централен дел на градот Скопје. Значи, толкава неажурност и неработење на институциите до сега немаме видено. Повеќе пати апелиравме, кажавме и се надеваме дека сега и новата влада, и новото министерство ќе смогна сили. Ние знаеме дека не може ништо преку ноќ, дека ова е проблем кој што трае веќе 7 години, меѓутоа се надеваме и влеваме надеж дека барем до следната сезона ќе се средат овие работи и ќе подобриме туристичката слика на градот Скопје. Едно нешто што малку не ми е јасно, Вили ми спомена дека имаме проблеми со тоа што не се рекламираме, но гледајќи ги овие работи, слушајќи те тебе, гледајќи секој ден околу нас што се случува, навистина не знам искрено како да се рекламира ова.
Или пак може би по принципот антиреклама е исто така добра реклама. Искрено, Треба многу да се смени за да можеме да се рекламираме, да дојдат. Меѓутоа за среќа имаме и доста, јас вчера Светли точки? Да, имаме светли точки. Вчера случајно нанетав Tourist Pirates или така беше некој портал, каде што па странските гости рекламираат. Викат, дојдете убаво, поминете си во Скопје, ефтино може да си поминете, па дури дават некоја цена во фунти. Добро, така пресметано, да, сигурно пресметано во фунти и даваат прекрасни слики од кањонот Матка, од значи Скопје, од чаршијата, да. Што значи дека ете имаме и некои позитивни значи светли точки, има некои гости кои што навистина биле и се задоволни. Меѓутоа генерално збориме дека не само ние како асоциација и туристички водичи на терен искрено туку генерално збориме дека сликата е нарушена во минативе, значи неколку години навистина имаме многу питачи, имаме многу куќиња скитници, централниот дел на градот Скопје, ете и чаршијата. Само да кажам за чаршијата. Чаршијата тоне. Значи и во можеме да кажеме во мрак, а тоне и во ѓубре. Значи културно историски втората најголема чаршија во Европа. Така. Апсолутно, покапали чаршијата, чаршијата значи во Истанбул, скопската, турска или стара чаршија е втора по големина во Европа. Значи, таков еден мултикултурен, мултиетнички споменик да се запушти, значи да имаме ние руини и покрај сите оние скандали што ги видовме со рушење на стариот хотел кој што беше во старата турска чаршија. Значи сето тоа да не може некако да се маркира или да се затвори, да нема некоја таа ружна гледка кога поминуваме. Значи тоне во мрак, тоне во ѓубре. Еве јас стварно ќе искористам прилика да ги поздравам и луѓето од чаршијата, еснафите, па дури и председателот на еснафите на стара турска чаршија кој што со своји сили, замислите, ставаат светилки. Никој не ги менува светилките, оние ги осветлуваат улиците во старата турска чаршија. Како куќен совет некој, да, како куќен совет. Па еден ќе се најде кој што ќе ги менува. Значи водат сметка за хигиената и му кажуваат на дуќанџиите да не каде да го ставаат ѓубрето. Значи самите се обидуваат на секој начин, а меѓутоа градските власти ама воопшто не мрднаа со прст. Значи такви еснафи луѓе требаат и во градските власти. Точно. Меѓутоа за жал градот Скопје не мрдна со прст за да направи нешто, да се подобри ситуацијата во чаршијата, бидејќи тоа е срцето на градот Скопје, духот на градот Скопје, не само јас како граѓанин, односно тука кај што живеам, ете и помало можам да кажем чејчанец, ние сме блиску до старата турска чаршија, меѓутоа сите знаеме дека чаршијата е нешто најубавото во градот. И поголемиот дел од странските туристи, покрај тоа што централното градска подрачје со сите своји содржини е многу интересантно и нуди многу, значи, интересантна и прошетка и разлети слики, меѓутоа стариот дел на градот, односно чаршијата е многу интересантна и поголемиот дел на луѓето, значи туристите поминуваат своето време во тој дел. Вили, јас многу ти благодарам, времето летна, знам дека имаме уште цел список на проблеми кои што сакавме да ги начнеме, но ќе ги оставиме за друга прилика. Важно е секогаш вака гласно да се повторува за да се помртнат работи, да се надевам дека ќе се помртне. За сите нас е добро тоа, така? Да се надевам, искрено само уште нешто, ако ми дозволите, ако имаме време да кажам, еве јас повторно ќе апелирам до градските власти, значи да преземат мерки за почисто Скопје, поуредено Скопје, да не ги заборавиме, да не заборавиме чаршијата, да не го заборавиме централниот дел на градот Скопје, значи Милениумскиот крст, Кањон Матка, значи еве искористам прилика македонското село, кој што за жал е затворено. Се надевам дека таа ќе се реактивира. Имате иницијатива да се активира. Апсолутно, ние разговаравме со градот Скопје да се возобнови. Не треба се возобновува, тоа се во добра форма, така само треба се отвори. Не знаеме, бидејќи е затворено, да се возобнови или да се отвори тоа македонско село, бидејќи беше многу јака и убава туристичка атракција. Ние секогаш бевме присутни со странските групи. И ти беше водич на првите групи кои што влегоа во селото. Да, на првите групи, да. Првите групи се сеќам во македонското село, така да има многу работи за кои што самиот град Скопје, меѓутоа институциите ќе треба да се позабават. И ја мислам дека доколку се среди се тоа, ќе имаме подобра туристичка слика, а тоа ќе влијае исто така на бројот на странските гости, кои што повторно ќе кажам е зголемен оваа година,
енормно е зголемен, ми ги тоа очекуваме и за следната година, така да се надеваме дека тој зимски период или некаде до пролет ќе може да се искористи да се санира сите овие работи, за да имаме подобра туристичка слика на градот Скопје. А вие дотогаш само буцкајте, вели. Па сега ние тука сме, ние сме на терен, ние ги знаеме проблемите и така да ние отворени сме за соработка и со градот Скопје и со останатите институции, биејќи ние сме присутни на терен и ги знаеме тие критични точки. Така да очекуваме, ние дадовме предлози веќе во минатото и сега ќе даваме предлози, така да отворени сме за соработка. А ние ќе вили уште еднаш многу благодарам. Ние ги завршиме со уште една атракција, можеме така да кажеме, културна атракција, тоа е нашата Сузана Спасовска. Поводот за разговорот што го водеше со Ирена Спировска е предстојниот Лешочки фестивал. Ве оставам во друштвото на Ирена и на Сузана Спасовска. Ви благодарам на сите кои што учествувавте денес во нашата утринска и останете со програмата на Алфа телевизија.